после 40 години, конечно Кавалац добива зелен пазар, комплетен со паркиралиште. Имаме две нивоа на паркирање, -1 и -2. Вкупното паркиралиште, вкупните паркиралишта ќе ги има околу 165 и платото на пазарот горе со комплетна настречница, кај што добиеме 160 тезги, како што сега кажавме, по ХАСАВ стандарди за продажба на месо, месни производи, млечни производи, риба и целокупниот зеленчук и овоше. Меѓутоа, многу битно е тоа што овој пазар ќе биде во делот на квалитетно пазарење. Ќе има два лифта, едниот лифт ќе биде товарен, ќе можат и самите пазарџии кои што продаваат тука на пазарот да ги користат паркиралиште и од паркиралиште со товарниот лифт да можат робота да качуваат горе на пазарот и исто така и да симнуваат за нивна манипулација да биде полесна, меѓутоа и самите граѓани кои што паркираат во граѓето и пазарот нормално ќе има патнички лифт кој ќе го користат. Со овој момент на пазарот со инвестиција приближно околу 1.800.000 евра е офатено и комплетно пробивање токму на оваа улица кај што стоиме тука, улица Зелен пазар, која што во урбанизацијата има од пред 40 години, меѓутоа не беше пуштена во употреба и овие куќи од левата страна ќе добијат пристап, меѓутоа и двосмерна улица која што ќе функционира во делот на сообраќајот и во делот на самиот пазар, а и другите деловни објекти кои што ги има во околината. Со ова тоа возможи малку растретување и на Тиквешково стане и на самата улица Илинденска, меѓутоа е многу побезбедно да можете луѓето дома да стигнуваат и да прават. Исто така тук сакам да потенцирам да кажем, има комплетно нова атмосферска направено, канализациона и водоводна мрежа, не само за пазарот, него и за самата улица и за другите деловни објекти кои што ги имаме тука околу пазарот. Горната улица, која што е на ниво на кота 0 со пазарот, ќе биде во функција на пазарење кои што доаѓаат пеш луѓето, нема да биде во функција на сообраќајот. Исто така ќе направиме комплетно партерно уредување околу пазарот, околу улицата со комплетно осветлување. Така да мислам дека после долго време, од 1991 година па навеќе се нема изграден оваков капитален објект, 3 нивоа по 2100 метри квадратни на основа, плюс со комплетна инфраструктура, партерно уредување и целокупна инсталација заедно со улицата. Очекувањата наши да се заврши комплетно со пазарот и со улицата, со оглед на временсте прилики е некаде до средина на февруари месец. Со тоа ќе можат пазарџиите да се вратат тука да функционира пазарот, меѓутоа и се тоа да го ставиме во функција на граѓаните. Што правиме со овој резервниот пазар кој што го имаме во моментот, ќе остане или после тоа во функција? Пазарот кој што го имаме на булеварот Минчев, спротив погранична полиција, ќе остане во функција. За наредната година во програма имаме предвидено и тој пазар да го покриеме, да биде покриен пазар, така да соодветно луѓето според нивните потреби и самите земјоделци кои што ги имаме во делот на временските сезони, ќе може да ги користат и овој пазар и тој пазар. На тој пазар лично очекувам да се продава повеќе сезонски производи, например еве како што сме Лозарски град и околина и цел регион, да може да се продава и асталско грозје, меѓутоа и винско грозје, па макар и други земјоделски производи од било кој поглед. Така да ќе биде во функција и тој пазар. Нормално обемот на тој пазар ќе се намали, за секојдневното пазарење ќе биде сконцентрирано тука, меѓутоа на поголемо пазарење и на други работи тој пазар ќе биде во функција. Уживајте во наjelitното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.